Dobro večer, Ohrid. Dobro večer, pobednički Ohrid. Dobro večer, pobednička, čestita, principijelna, iskrena Makedonijo. Dobro večer, Vmaro DPMNE. Dobro večer za koalicijata za podobra Makedonija. Dobro večer, narodena Makedonija! Stopira, pregleduva, ispituva, simulira, saka da go sprečat narodno-slobodarski da dojde deneska ovde, da dade podrška. Ne uspeja! Pogledajte koliko ne ima! Pobednička Makedonijo! Ovde, od Ohrid, od ova mesto, gi počnuvame site naši bitki i site naši patišta v ove izborni kampanje. Тука е почетокот на сите наши премрежја, на сите наши мегдани. Традиционално од Охрид, градот на историјата, градот на љубовта, на верните луѓе, луѓето кои што си ја сакаат сопствената татковина. Градот каде што Бог не штедел на убавините и богатата природа. Местото кое на Македонија, но и на светот, му ги даде Свети Климент и Свети Наум, градот на големиот Прличев, местото каде живее пркоста на Методи Папчев, се слави самопрегонот на Христо Узунов, се уште се пеат стиховите на Абраш, црвено е небото, зори што се смее, црвено е ова знаме, гордо што се вее, и гневот е црвен на стари и млади. Гневот е голем, навистина е голем. Од она што и го направија на Македонија. Затоа, добри луѓе, браќа и сестри, и лјадници собрани овде, но и оние што се дома и што не следат, ви порачувам и ве повикувам, придружете ни се, време е за акција, дојдете! Во Охрид се слушаат татнежите на Петар Чаулев и на голем број македонци. И не забадијала го говорам ова. Не забадијала подсетувам на нивните дела и заслуги за нашата татковина. Бидејќи секое од овие имиња нас длабоко не обврзува. И затоа ние се поклонуваме пред нивните имиња. И ги почитуваме нивните дела. Се она за што се залагале, се бореле и за сето она за кое што ги посветиле собствените животи. Прашањето е, што е тоа, добри луѓе, браќа и сестри? Одговорот секој еден овде го знае. Ајде сите во еден глас. Тоа е Македонија! Тоа е Македонија! 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 Охрид за кампањите на ВМРО ДПМНЕ секогаш бил почетокот. Овој прат, крајот на 21. април
ќе биде повторно овде во Охрид. И знаете ли каков ќе биде крајот? Јас знам! Победа! 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 Ќе победиме затоа што ја носиме вистината. Ќе победиме затоа што овој плоштад е препон со срца кои трепелат, со души во кои пламти оганот за Македонија. Ќе победиме бидејќи треба правда. Ова е нашата борба, запаметете, нашата борба против неправдите. Борба против злото кое денеска ги преокупира нашите животи. Ова наша битка денес не обликува и не дефинира. Драги пријатели, има работи во животот за кои вреди да се бориш. Ова е тоа време. Ова е таа наша борба. Ова е борбата на нашата генерација. Ова е борбата по која што ќе се паметат храбрите, мотивираните и одлучните. Ова е борбата за иднината на Македонија. Ова, браќа и сестри, драги сограѓани, не се само локални и председателски избори. Ова е многу повеќе од тоа. Ова се избори за кои се одлучува иднината на Македонија. Нашата иднина. Иднината на вашите семејства. Ова е борба за правда, принципи и борба за вредности. Ова е шанса за исправање на сите неправди сторени кон нашата татковина, кон вас, кон вашите блиски. Ова е неповторлива шанса да се матира заевизмот, кој го гуши секое парче слобода на овој простор. Да. Овие избори ќе дадат одговор на прашањето ќе не биде или нема да не биде. Ќе не биде или нема да не биде како Македонија. Одговорот ќе го дадеме сите заедно најпрвин на 21. април, потоа на 5. мај, а веднаш потоа на предвремени парламентарни избори. Одговорот го знаеме, ќе не биде и тоа како ќе не биде. Најголеми се оние победи кои што се извојувани со мудрост и решителност, со едноставна одлука да имаме победа на заевизмот со гласачко ливче. И таква решителност ни треба на 21. април и 5. мај, каде со вашата одлука влијаете на иднината. Ве молам, од срце ве молам, внимавајте, нема простор ниту повеќе време за губење, ниту пак време за продолжена надеж, дека ќе направат било што добро. Ајде да ги поразиме и да ги испратиме на темната страна на историјата и да го растераме овој Дамаклов меч надвиснат на нашата мила мајка Македонија. Браќа и сестри, длабоко во себе сите чувствуваме немир дека Македонија со ова ја губиме.
Било тоа да е името, идентитетот, македонизмот, уставот, економската стабилност, слободата, губиме како држава на сите полини. Секој ден од Македонија има се помалку. И нема повеќе простор за нови порази кои им ги носат на нашето општество. Нема простор за нови поделби и конфликти. На поразите мора да им ставиме крај. Доста е. Чукна часот, дојде денот кога ќе се порази заевизмот во Македонија. Тие мислат, замислете, мислат дека се силни и мокни, додека ги газат дебелите килими персијанците ни светот, а заборавија дека народот дома едва и од први до први скрпува. Дека продолжат да мислат така. Ние ќе работиме, ќе покажеме мудрост, ќе покажеме храброст и ќе ги победиме. Ќе ги победиме толку силно што нема да знаат што ги страшло. Тие носат неправди. Ние ќе ги поразиме за да донесеме правда. Тие се служат со неистини, ние ќе донесеме вистина. Видовме, не била работава ниту за правда, ниту пак било за мир. Едноставно било, пари се во прашање, црни пари, пусти пари, привилегии и мок. Тоа било во прашање, ниту правда, ниту мир. До гуша земјата ја втурнаа во криминал и корупција. Велат, ке сме оделе напред. Каде ќе одиме напред? Со аболирани политичари. Денеска е 1. мај, 1. април. Намерно направив оваа грешка. Зошто ја направив оваа грешка? Затоа што мислев дека денеска се шегуваат оние од судот, кога рекоа дека тоа што сме го гледале, не сме го гледале. А тоа што сме го слушале, не сме го слушале, човекот бил невин. Верувате ли во тоа? Нека слушнат дали народот верува. Никој не им верува. Затоа не е 1. мај. 1. април е, мислев дека се шалат. Но ли видеве истина зборувале? Мртви и сериозни. Главна вест е денеска на сите вести. Вие не сте гледале и не сте слушале, бил невин човек. Единствено, драги браќи и сестри, каде одиме напред, се листите каде се мери корупцијата и криминалот. Таму сме први. Нема ден да нема афера, а корупцијата го јаде секое здраво ткиво. И цело ова време сакаат да го скршат духот на народот, да го уништат карактерот на македонецот. Потребна им е таа равнодушност која сакаат да ја наметнат, за да можат полесно да владеат, за да им поминува овој колективен грабеж незабележано, за да може да се богатат додека народот се занимава со оние приказни во кои дури ниту они самите не веруваат за розовата иднина на Македонија, па велат одиме напред. Го пресликаа несрекно, го украдоа, дури ниту еден слоган не може да смисла. Извршија напад на вашите сетила, мислејќи дека така ќе прикријат реалноста, ќе го сокријат предавството. Сака да вакцинираат јавноста кога државата ја губиме, и политички, и економски. Што се не поминавме во овој период? Промена на име, идентитет, променет устав,
непринципиелни коалиции, виткање на кичма од власта за да ја скршат кичмата на народот, политички прогони, апсења, демонстрирање на сила, пропаганда со цел воспоставување на едноумие, влечкање на луѓе по затвори, трговија со притвори и договори, криминал, и тоа многу криминал. И таман мислеа дека ќе успеат, дека ќе успеат, им пошло од рака да го скршат македонецот. На овие избори ќе се соочат со две работи. Првата се празните плоштади каде што ќе се обидуваат она ископирано невистинито лого дека оделе напред да им го представат на граѓаните и уштеднашка да се обидат да лажат. И втората вистина со која што ќе се соочат се илјадниците граѓани кои што на овие избори ќе дадат поддршка за нашиот кандидат професорката Гордана Силјановска-Давкова. А овде во Охрид побројни од било кога ќе дадат поддршка за нашиот кандидат и иден градоначалник на Охрид доктор Митре Милошевски. Голема поддршка за двајцата, идниот председател и идниот градоначалник. Гледај го овој народ, Зоран Заев. Види го народот, па самиот излечи поука. Готов си! Готов си! Готов си! Подготви се за политичка пензија, но твоите пензионерски денови нема да бидат мирни, бидејќи денеска на 1 април ти го соопштија тоа што им нареди. Но биди подготвен да се соочи со законот и со вистинската пресуда кога ќе дојде денот за сиот криминал и за сето ова што и го направи на нашата татковина. Луѓе, ваков лажов Македонија нема видено до сега. Овој човек покажување на лаги ги надмина сите други неславни ликови од независноста до денес. А ќе се согласите, до сега видовме многу вакви. Но овој е принцот на лагите во политиката во Македонија. Заев кога збори за правда е толку неверно, нестварно, како некој човек од Северна Кореја, политичар, да ви збори за демократија. Тие велат, добро се живеело оваа наша земја, а сите знаеме дека се тоа бајки. Розеви очила, подхранувани со парите на владината машинерија задолжена за ширење лаги. Лаги во кои дури и пропагандистите не можат да поверуваат. Лажовот, принцот на политичките лаги Зоран Заев изгради кариера со криминал, лаги и корупција, со злоупотреба на човечки судбини и со трговија со свети работи. Но секоја негова лага, добри луѓе се распрста како меур од сапуница. Како само злоупотребуваше човечки трагедии. Велеше дека ќе ја каже вистината за Никола Младенов, мистифицираше, се плеткаше, даваше лажни надежи. Се виде дека нема ништо од тоа. Сигурен сум дека нема прашано како е, како живее и обстојува семејството на Мартин Нешковски. А се сеќавате на тој случај, кариера градеше и денеска е премиер.
Сигурен сум дека исто така не ги прашал ниту семејствата на Мартин Јанушев, на малиот Саздо. За него не беше тешко ниту да ги лаже родителите на децата убиени кај Смилковско езеро. Само за пуста власт и пусти пари. И ова е само еден мал дел. Сакам да потенцирам колку само писма и злоупотреби прави човекот кој сега е премиер. Ајде, добри луѓе, граѓани на Македонија, станете да го поразиме. Ајде да го избистриме ова политичко мучуриште. Ајде да му го покажеме местото на Зоран Заев и тие околу него. Нема да заборавиме дека негов печат е фактот дека е аболиран човек и дека лично тој седи зад историската неправда за промена на името и идентитетот. Со тоа треба да живее целиот свој живот, да се гледа во огледало и така да заспива и така да се буди. Жално за него, но болно за Македонија и болно за сите нас. Тој е човекот кој што не сака јавно да изусти дека живеат македонци во Северна Грција, зборуваат на македонски јазик и се веселат на македонски народни ора и пеат македонски песни. Досега историјата не памети ваков срам, како што Заев и приреди на државата. И тоа го направи преку газење на волјата на граѓаните, изразена преку неуспешниот референдум на 30 септември. Драги пријатели, добри луѓе, сограѓани, соседи, колеги, сопартици, но и сите останати, нашите животи ја губат смислата. Тогаш, кога наместо да зборуваме, ние ќе замолчиме. Ќе замолчиме пред неправдите. И затоа, ве молам, ние денес да сме гласни повеќе од кога било порано. Затоа што само така можеме да ги исправиме неправдите и истите да ги победиме. Имаме неправда, потребна е правда. Ние ќе донесеме правдата во Македонија. Неправда е кога родители на патриоти тажат за повеќе од 2 века затвор за случајот од 27. април. А истовремено се прави широка амнестија на преку 800 осудени криминалци. Неправда е кога ќе ви ги намалат пензиите, кога вакцините немаат квалитет, а воздухот убива, и кога лажно ќе ти ветат и нема да ти го ценат трудот. Неправда е кога ја нема ветената плата од 500 евра, додека сметките само растат и кога даноците и трошоците растат. И за се бара арач изразен во проценти од 5 до 15. И кога наместо работа добиваш карта во еден правец, одиш далеку од родното огниште, ја оставаш грудката овдека. Неправда е кога од правдата прават пазар, кога плукаат по Асно, по Ченто, по Панко. Сега повеќе од било кога овие 28 години е време за правда, време е за повисоки пензии, време е за квалитетно здравство, време е трудот да биде ценет, ветувања кои се остваруваат, време е за повисоки плати, време
Време е вредните да работат без уцени. Време е иднината на младите да биде овде во нивната татковина. Време е да се раскине со оние кои што брутално не лажеа. Време е Охрид да биде поубав, а Македонија достоинствена, честита и напредна. Сите оние кои што се колебаа да ни се придружат, ќе ги замолам и ќе им порачам. Драги сограѓани, ајде заедно да се бориме. Вреди да се бориме, затоа што нашиот мотив е многу голем и се вика правда за Македонија. Еден ден ќе помине време. Многу македонци ќе се запрашаат дали направивме се што можевме за да се избориме за работите во кои веруваме. Дали ја оправдавме големата одговорност која и беше дадена на нашата генерација. Во многу моменти од животот ќе забележите дека работите не биле фер, дека некој тргува со работи кои се свети, ве притиска, прогонува, осиромашува и обесправува. Не се откажувајте. Продолжете да се борите. Колку повеќе ви викаат дека е готово, ве тера да се обесхрабрите. Драги мои сограѓани, браќа и сестри, не се откажувајте. Борете се. Емоциите да ги претвориме во акција. Време е за правда, затоа што веруваме во правда. Во химната стои дека македонците се борат за своите правдини. Македонците не веруваат во власт, не веруваат во политичари, веруваат во Македонија. Ајде заедно да се избориме за Македонија. Македонија, браќа и сестри, е радост, тага, болка, успех, суштина, пиреј, пред се и над се нашата татковина. Барајте го најдоброто во себе. Дојде часот, колку повеќе ти викаат дека нешто не е возможно, ти треба да си повеќе мотивиран и да продолжиш да се бориш. Докажи им дека грешат. Победи! Колку повеќе овој скршен и трул систем те притиска, толку повеќе знај дека си на вистинската страна, на страната на правдата, на страната на Македонија. Приклучете се, дојдете, излезете, застанете рамо до рамо со нас. Ајде да го сонуваме сонот за оваа Македонија. Ајде да го раскажуваме сонот за оваа Македонија. Па тој сон еден ден да стане јаве. Еден ден ќе можете гордо пред себе да си кажете: јас излегов затоа што татковината ме повика. Јас бев еден од оние стотици илјади македонци, граѓани на Република Македонија, кои што ја донесоа правдата во Македонија. А Македонија е нашата љубов, нашата емоција, инспирација и водилка во нашите животи, нашата муза и нашата страст. Северна е нивната, нашата е само Македонија. Земјата на нашите предци, на Рацин, на Андреевски, на Мисирков, делото почнато од Карев, идеалот на Делчев, сонот остварен на Ченто, Брашнаров и Шатев. Верувам во Македонија, викаше Борис Трајковски. И се што досега поминавме, нема да биде залудно доколку ја сочуваме. Затоа ни треба председател.
Ни треба председател кој ќе води суверено, силно, уверливо и посветено. Професорката Гордана Силјановска-Давкова е таквиот избор. Исклучителен интелектуалец, без ниту една дамка во својата професионална и животна кариера. Борец, цврст карактер. Гордана! 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 Има противници кои што ќе речат не критикувала во минатото. Јас ќе речам да, точно е тоа. Но тоа и дава огромна додадена вредност. Таквата критика покажува дека професорката Гордана има интегритет и кредибилитет на кажаниот збор. А тоа во денешно време е најважно. Ние сме генерација политичари, генерација македонци, генерација граѓани на Македонија, кои што ќе аргументираат со факти за своите политики и за своите позиции и чекори. И треба да се соочиме со фактите на соговорникот. И доколку нашите факти и аргументи се послаби, треба да ги прифатиме фактите и аргументите на соговорникот. Треба да ја гуштеме вистината, затоа што вистината е таа која што на крајот од денот поведува порано или подоцна. А вистината е една. Гордана ќе биде председател, а Митре градоначелник. На Македонија и треба лидерство засновано на кредибилитет и интегритет. Прашајте ги незините студенти, пријатели и познаници, ќе ви кажат дека секогаш го кажува своето мислење издржано и аргументирано. Тоа е лицето на вистината и правдата. Дојде тоа време кога ќе се стави крај на сите оние транзициони политичари. И дојде тоа време кога ќе се избере цврста жена како председател на државата Македонија, Република Македонија. Председателка која ќе се стави на страната на правото и правдата, која ќе се бори за закони во рамките на Уставот, која ќе гради дипломатија базирана на компетенции. Председателка која ќе биде баланс на властите, ќе се бори за секој еден граѓанин и која ќе биде вашиот глас во политиката. Председателка на сите, македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци, египтјани и нека ми простат сите останати кои што не ги споменат. Председателка која ќе се бори за европските вредности како принцип, а не како празна реторика, и ќе се бори за имплементирање на тие стандарди кон кои сите ние заедно се стремиме. Од друга страна го имате Стево Пендаровски. Запамтете и не заборавете и ве молам ширете. Гласот за Стево е глас за Зоран Заев и сите неправди кои што ги донесува. Заев и Стево се лице и опачина на една иста паричка. И нема да трошам повеќе време, толку за нив. Се е јасно, се е кажано. Драги сограѓани, време е да се избориме за поубав Охрид.
Mitre Miloševski, kako vrven hirurg, go posveti svoj život rabotejki so luge. Pomagajki, da ja ostvarat svojata sreća i da go začuvat svojeto zdravje. A sega je podgotven da pomaga i da go krene od pepel grado tuba v Ohrid. Ja znam, siguren sam da tojke najde vreme i za da proloži so svojata profesija kako hirurg, no i da go vodi gradot. Bireki je sposoben, kadaren čovjek, domaki, nestav, koji što site go zna. Ohrid zaslužuva mnogu poveke od toa što deneska go ima. Neasfaltirani ulici, glomazna i nefunkcionalna administracija. Ohriljani da nema kvalitetna vodovodna i kanalizaciona mreža. Našata cel je golema, a ta cel je zajednička so Mitre. Ta cel je ubav grad i zato ve povikuva Ohrid da zastanete i da go podržite Mitre, da go podržite Mitre za grad Ubav, da go dadete svoj glas na 21. april. Znam deka 21. april Ohrid i Ohrijenik je dobijat gradonačelnik kako što zaslužuva. Sosema na kraj. Bi sakal da kažem jedna slučka koja što se sluči. Kolkava je golema ljubovta za Ohrid i za Makedonija. To sakam da go ilustriram preko primjerot koji što se sluči ovde, u ovoj grad, preko dvajca mlade luje. Mojite sorabotnici ima predlog vo raмките на политичката кампања да се прикаже храброста, пркоста, силата и честа на нашиот народ, преку пливање, за кое треба фокус, концентрација, издржливост, мудрост, стратегија, какви што и се потребни на Македонија во моментот. Им реков, луѓе, марте, ладно е. По неколку дена се распрашале, доаѓаат кај мене и ми велат, председателе, има двајца млади луѓе од Охрид, Тијана и Тео се викаат. Сакаат да покажат преку личен пример дека нема нешто што не може да се реализира ако си мотивиран, храбар и доволно сакаш тоа да го направиш. По долги консултации со медицински лица за ризиците и можностите ги запрашав и Тијана и Тео. Дечки, дали сте сигурни да го направите ова што сте наумиле да го направите, да пливате во води, во езерските води со температура пониско од 10 степени? Се завртеа и двајцата рекоа. Ова што го правиме, председателе, ние го правиме за Македонија. Ова е нашата борба, борбата на нашата генерација. Ова е нашиот пример со кој сакаме да покажеме дека за Македонија се би сториле. Капа долу, секоја чест Тијана и Тео. Браво, дечки, секоја чест и капа долу, ви се поклонувам. Тие двајца сакаа со собствен пример да покажат дека превземаат голема одговорност, исто како и нивната генерација. Се борат за идеали и принципи, веруваа во својата сила, не бегаа од предизвикот, се впуштија во него, знаеа дека е тешко, но така е во животот, така е денеска и во Македонија, многу тешко се живее во моментот. Проблемите се големи, противникот не бира средства, сака да не совлада сите нас. Но ќе му порачам, ние нема да се предадеме. Немама предавање, Зоране Заев. Одиме до крај и ќе те поразиме и на 21. и на 5. мај, а потоа и на предвремени парламентарни избори. Имаме сила,
i знаеме како да победиме. Ние сме вистинската страна, страната на правдата, страната на Македонија. Време е за акција, време е за одлука. Зората изгрева, затоа што ние знаеме што треба и како треба тоа да го направиме. Да создадеме подобро утро, да ги решиме проблемите и да не ги оставаме истите за нашите деца. Зората која изгрева не значи само нова надеж, значи и вистински вредности и вистинска благосостојба. Таа зора носи правда за секој еден од нас. Носи еднаквост, можности пред и над се подобри времења. Зората која изгрева носи почит, достоинство и успеси. И таа пред се носи љубов. Ја сака Македонија. Затоа изгреј зоро на слободата и донеси правда за Македонија. Татковината ве повикува да живее ВМРО ДПМН, да живее победничка, суверена и независна Република Македонија. Да сте ми здрави и живи, да живее коалицијата за подобра Македонија.